прашањето како Илена Пандева станала Елена Лука, се одговорила едноставно во тој магичен свет најдов некаков издувен вентил, велите, преку која канализирав таа прекумерна доза креативна енергија која носам во себе, поривот за создавање, креирање и творење. И добро ви оди? Па добро, да. Едноставно ја имав таа женска енергија како сите ние жените, нели? И едноставно мислев како да го канализирам тој дел, еве, до сега разговаравме за градежништвото, како да направам некоја спона со тој малку по-софт дел кај жената. Од секој сум сакала да творам во однос на облека, создавање, креирање. На некои мои 20 години се занимавав со трговија со женска облека. Тоа е малку поинаков концепт на промоција и на продавање на облеката, меѓутоа не е свој личен производ, ама ми правеше кејф во тоа време и работев околу 5 години. Значи паралелно работев и во Скопје, меѓутоа работев и во Струмица и таму беше тој дуќан, да кажеме, и редовно одев по набавка на роба и во тоа има креатива што ќе одберете од тоа што ќе однесете како облека. Така да тоа сум го работела уште од тогаш и после приказната почневе конечно на мои, не знам, 37-8 години да го реализирам мојот неостварен сон, да создадам женска модна индустрија, да создадам женски производ, фешн и тогаш влегов во реализација на овој проект. Така. Всушност, велите, секоја парче облека е материја на која дизајнерот и дава душа. Тоа е најважното. Дефинитивно, тоа е нешто на кој што дизајнерот дава карактер. Тоа е парче материјал кој што си носи своја убавина во себе, меѓутоа без да го моделирате, да го конструирате во некоја форма, тоа е и не е толку вредно. Кога ќе го ставите својот печет, кога ќе додадете карактер во сето тоа, кога ќе додадете својата топлина, сензибилитетот, едноставно создавате парче и го пренесувате тој свет. Тоа ви е као уметничка слика. Едноставно својата мисла ја реализирате и можете да го преточите зборот во слика. И така, можете своите мисли или тоа што сметате дека е убава облека да го преточите во тоа преку материјата во некоја форма. Така да, на тој начин се созда Елена Лука и мислам дека сме уникатен моден бренд и затоа луѓето не сакаат, затоа што искрено си ја сакам работата пред се и заедно тимот што работи со мене и користиме убави материјали, меѓутоа и многу работиме оригинали во смисол на висока мода, работи на кукла, мулаш техники кои што се уникати, не може да се повторат и во тоа е уметноста. Тоа е вистинската моја инспирација. Тоа е убавината на модата. Велите, не сум моден дизајнер, но учам цело време и сакам да учам. Да, модата ја сакам со, како да ви речем, доколку работите нешто, како и вие вашата професија, одлична сте во тоа. Доколку ја работите со голема страст, да. Таа не ви оптеретување. Значи мене работата ми со модата ми е огромно задоволство. И постојано би работела, постојано би творела. Пазарот некако стално ми е тесен, уште сакам да проширувам дејноста и така натаму. Меѓутоа самото творење како процес не ми е најбитен во однос на тоа дали и колку ќе успеам да продам. Нормално ги имам тие економски биланси, природно, меѓутоа навистина најубавиот дел ми е творењето и задоволството и затоа да речеме правиме ние модни ревии кои што се така ревијални, атрактивни, спектакуларни, необични и многу не размислам во тој момент дали сето тоа ќе се продаде, туку само сакам да покажам на македонската јавност дека ние можеме да создадеме светска мода. Многу вложувам во едукација на тимот и во своја лична едукација на изработката на материјалите, оти на самите модели, затоа што тоа во Македонија е на слаба алка, да речеме. Досега не се работело на таков принцип. Елена Лука направи толку брз исчекор што некој можеби тоа го правеа за 10 години, ние го направивме за една. Нормално со огромно темпо на работење, направивме еден многу голем настан во универзална сала, кој што добро имаше после хуманитарен
да кажеме аспект, тоа не е ни толку битно во ситуацијата да го спомнам, меѓутоа беа вклучени околу 90 жени од јавниот живот, од секакви профили, за секоја креирав засебна халина и сите тие ги промовираа во универзална сала, понатаму ги дониравме тие средства од тие халини кои што се продаваа. И едноставно секоја жена си го носеше печатот на облеката и сето тоа беше така убаво спакувано што за еден таков настан голем, и одеше тоа во 3-часовна отворена емисија и со отворени телефони за донација, ја позиционира Елена Лука за кратко време на пазарот во Македонија. Едноставно се немаше случајно таков еден проект и толку многу мода различна да видите на едно место, според сензибилитетот на жената, според професијата на нејзина. Имавме бизнис жени од секакви профили, навистина, уметници, естрада, се. Тоа беше огромен, како да кажем, нескромно е да не, меѓутоа беше навистина голем настан. Така, да. Открив кое е било првото сработено парче од вас. Велите станува збор за блуза и панталони во темно сина боја и со интересна конструкција. И што е уште поинтересно за мене, велите поради символиката вработините ви го подарија времено. Така беше, да. Колку време потрушивте на создавањето на првото парче облека или подобро колку љубов, од каде инспирација? Токму така да биде нешто замислено. Тоа е некаков сон, па сакаш да стане јавен некогаш? Ја вака кога размислам, моето прво парче го создавав на мои 6 години. Тоа такво, ама не се викало Елена Лука. Ама ете, не било кој да го урами, немало кој, не било по тој бренд. Неко навистина многу творев како малечка и кроев, правев работа со моите кукли и така. Ова што почнав со Елена Лука, едноставно работените ми кажаа, директорке, ова е првото ваше сработено парче. Добро, ја мислев, не бев толку свесна за тој момент. Се сеќавам дека беше тоа навистина во темно сина боја. Тоа беше еден материјал кој што во себе имаше еластан доста. И сакав да видам како ќе излезе самата конструкција, се вложив лично го работев. Значи во конструкцијата, во креирањето, тука се има проценти на одземање, на додавање при изведбата. Еден комплексен процес е работењето со модата, не е толку едноставно. И сето тоа професионално го изведов, навистина, нормално ми помогна и тимот во некои делови кај што требаше да се сработи. И на креирање ја генерално дефинитивно се вклучена комплетно во процесот на креирање, ама тоа беше навистина моето најпрво парче пред, не знам сега, 8 години, кога било тоа, кој што тие после ми го врачија на мојот роден ден, или не знам како беше, по некој настан и навистина предизвика и солзи, и се го чувале, не го продале. Не знам, едноставно навистина остана не само да направите нешто за да заблескате и да не го облечете втор пат. Ја ги правев тие експерименти и едукации, многу вложував во тоа време. Сега ми е малку полесно. Да. Веќе мислам дека добро ја знам оваа професија. Сега по 8 години вака кога го гледате брендот Елена Лука, може да кажете дека тоа беше вашата визија за тоа како треба и да се движи тој моден бренд? Дефинитивно. Ја дури почнав од една малку помала слика, ама така по карактер сум мегаломан. Не знам. Едноставно моите проекти се сега... Едноставно си викам, добро, ќе почнам со едно хоби, затоа што работам во градежништво. Да, такав нешто каде што ќе биде жената жена, така каде што ќе може. Тогаш работев во тоа време недвижности многу, едно 15 години, во скоп на градежната компанија, меѓутоа имаше сектор за недвижности, тоа е многу динамична работа. И истоштуваше навистина, ама сакав да творам и нешто така. И мислам дека ова ќе биде само една мала работилница која што ќе ми биде хоби, да после 12:00 вечер, нели, до забајле можам да творам. Некако така се замислував. Меѓутоа за кратко време тоа стана еден огромен проект, навистина, за 6 месеци. И не можев после развојот да го застанам. Сватив дека морам да се вклучам 100% и во тоа. И се посветив од ја сакав навистина работата. И денес Елена Лука е тоа навистина што можеби го замислував, иако јас жалам за некои работи, можеби имам дефицит на време. Физички не можам да стигнам да го реализирам тој мој сон до крај. Мислам дека Елена Лука заслужува навистина да биде на светскиот пазар, да биде надвор, затоа што ја анализирам модата надвор и овде. Ние сме застапени надвор, не знаат, на Балканот, сме работеле во други држави, во Виена бевме неколку пати, имаме многу понуди да се појавиме секаде, меѓутоа мора тоа лично да го изработите, бара многу ангажман. И
И сега некако јас како да сум во трка со времето. Да. Значи да ја направам споната со градежништвото кој што е комплексна дејност и бара многу Секако. енергија, а овдека не дека не му верувам на тимот, меѓутоа да излезете надвор во светот и да работите, сепак првите контакти треба како собственик да ги направите вие. Да. Затоа што ваша е идејата, визијата, знам како сакам таму да изгледа Елена Лукас, имам еден концепт, ама некако не знам дали ќе успеам во трка со годините да успеам да го изведам овој бренд надвор онака јас како што замислував. А како Може би сакате, може како само замислувате? Па сметам дека треба да се најдеме на некоја модна писта, една добра промоција да направиме, да не има во повеќе европски градови во старт и барем од тука некаде да почневме, затоа што ги имаме и контактите, нашата мода им се допаѓа на големи модни брендови, на луѓе кои што се во модата, на трговци кои што се занимаваат со мешовита роба, да речеме, од разни брендови, едноставно препознаваат квалитет во тоа што го работиме. И сега кога знам дека тоа треба и може да се одработи, нелогично е да не го направите како нели во реализација. Меѓутоа некако не стигнувам. Секогаш викам добро наредна сезона. Ќе го изработам тоа наредна сезона. Ама сум во трка со времето. Еве гледам сега ми е роден ден на 11 март, не знам 46, 8, 52 колку полнам години, не ги ни бројам. Значи сум во трка со времето и не знам дали ќе успеам да го реализирам сето тоа. Не се важни годините, нели? Не се битни годините, ама па дека викам имате никаква визија, дека имам сакате нешто визија, да а од друга направите. страна викам па добро, може ќе почнем и да одмарам, ако да се шетам па не, реално Елена Лука заслужува да биде надвор на пазарите овдека, сепак сме веќе презаситени од она што го нудиме на нашите клиенти, ги сакаме, премногу твориме за нив, ама имаме поголем капацитет од колку што може нашиот пазар да прими една модна индустрија како што е нашава.